Христос помеѓу нас. Јас сум протопрезвитер Дејан од МПЦ Свети Никола во Тотова, Њу Џерси, а во ова видео ќе зборуваме за оние моменти кога целосно ја промашуваме смислата на животот. Кога духовното го заменуваме со материјалното. И кога вистинските духовни трајни вредности ги заменуваме со пропадливите материјални добра и со краткотрајни минливи задоволства. Во центарот на човековата потрага по суштината на животот се наоѓа потребата од вистинско и суштинско исполнување. Нема човек кој не копнее да се пронајде себе си, да ја пронајде смислата на животот и неговата улога во општеството. Но иако знаеме дека за суштинските нешта во животот, бидејќи се вредни, потребно е труд и напор да се придобијат, ние прибегнуваме кон брзи и лесни замени. Често знаеме да го помешаме вистинското со лажното, вредното со безвредното, духовното со материјалното. И така ќе се прилажеме дека суштината на животот ни доаѓа од тоа колку имот имаме и до која позиција во општеството сме се искачиле. И сите наши сили во животот ќе ги насочиме кон стекнување на материјални блага, градење на некаков си општествен имидж и позиција и ќе се фрлиме во бескрајни уживања. Но тогаш гледаме дека ваквите нешта се целосно минливи и менливи. Луѓето на позиција, кои денес ги познаваме, утре веќе ги нема. А со тоа и смислата на нашиот живот доколку така сме ја изградиле. Материјалните нешта кои до вчера сме ги посакувале и за кои сме молеле, откако ќе ги придобиеме, ни стануваат обични, па дури и товар. Куќата, која што до вчера ја посакувавме и молевме Господ да ни ја даде, откако ќе ја добиеме, ќе и се порадуваме, откако ќе се пофалиме, ќе ни стане товар. Поголеми сметки, повеќе работа во двор, одржување, нервози и фрустрации. Автомобилот исто така. Поубав и поголем, но и повеќе чини за одржување. И бидејќи она кон кое што вистински копнееме, суштината и смислата на животот не ни се постигнати, тогаш прибегнуваме кон втора кола, викендица, повеќе одмори, повеќе шопинг, повеќе јадење, пиење, повеќе уживање. Но на крај, кога ќе си дојдеме на самите себе си и вистински ќе си признаеме, гледаме дека сите овие нешта не можат да не задоволат. Ниту пак можат да ни ја понудат суштината на животот. Актерот Џим Кери еднаш има изјавено: "Мислам дека секој треба да се збогати и да стане славен, и да ги добие сите оние нешта кои некогаш ги посакувал, за да види дека во тоа не лежи одговорот." Да, финансиите помагаат во животот, а задоволствата можат да ни дадат краткотрајно уживање и некаква си доволност, но не можат да ни понудат траен мир, смисла и суштина на животот за кој што копнее нашата душа. Ова се разбира не значи дека секој човек треба да прифати радикален и аскетски пристап на животот. Напротив, ако си основал семејство, треба и да се грижиш, треба да се трудиш и да понудиш поквалитетен живот за себе и за целото твое семејство. Но на изживувањето, непрестајното трошење на собствени уживања и задоволства, заслепеноста од материјалните блага кое што е алчност и трчањето по успешни луѓе за кои мислиме дека ќе ни го осмислат животот, едноставно нема да го дадат вистинскиот плод. Преку параболата за еден исклучително богат човек, Господ Исус Христос не навраќа на вистинските трајни духовни вредности кои единствено може да ни го осмислат животот и да ни дават вистинско и суштинско задоволство. Господ Исус Христос е нашето богатство. Тој е нашата наслада, тој е нашиот пријател од висока позиција. Да го послушаме Светото Евангелие, а потоа и ќе го претолкуваме. Парабола за алчниот богат човек. Внимавајте, чувајте се од алчноста, зашто животот на човека не зависи од изобилието на неговиот имот. И им кажа една парабола и рече: На некој богат човек нивата му беше родила многу. Тогаш тој почна да размислува во себе велејќи: што да направам? Немам во што да ги соберам плодовите своји. Па рече: вака ќе направам. Ќе ги урнам амбарите своји и ќе созидам поголеми. И таму ќе го соберам сето свое жито и сите своји добра. И ќе и речам на душата своја:
Душо, имаш многу добра, натрупани за многу години. Јади, пии и весели се. Но Бог му рече, безумниче, ноква ќе ти ја побарам душата твоја, тоа што си го приготвил, кому ќе му остане? Така се случува со оној што собира богатство за себе, а не се богати во Бога. Параболата за богатиот на кој нивите му родија е класичен пример за човек кој целосно ја промаши смислата на животот и го помеша духовното со материјалното. Станува збор за еден исклучително ситуиран човек кој таа година дополнително беше благословен. И тој сега се соочува со еден позитивен проблем. Нема каде да го собере родот. Амбарите, односно силосите кои ги има, веќе се полни. И човекот си размислува во себе си и доаѓа до заклучок дека треба да изгради нови силоси, за да може да го собере житото и сите останати плодови. И до тука сторијата се развива сосем добро. Секој човек домаќин би постапил слично. Ако е благословен со многу род, ќе се погрижи тој род убаво да го собере, за да не се расипе и да не се растури. Но веќе со следните негови зборови, богатиот ни открива која му е неговата намера и што планира да прави со родот. И во тие негови зборови целосно се открива неговиот нездрав став спрема материјалните добра и општо спрема животот. Светиот владика Николај Охридски и Жички многу проникливо ни го толкува овој текст. Ке ги речам на својата душа, душо, јади, пии и весели се. Имаш добра собрани за многу години, си помисли алчниот богат човек. Но каков абсурд! Како може душата да јаде, да пие и од тоа да се весели? Јадењето и пиењето се карактеристични за телото, но не и за душата. Ако човек стигнал на ниво да помисли дека ќе се весели само заради стекнувањето на материјални блага, или како овој човек заради жито, тогаш целосно ја промашил суштината на животот. И од тука не е ни чудно зошто ни се празни животите. Зошто трчаме на сите страни, а ништо не постигнуваме. Зошто се искачуваме, а не достигнуваме. Зошто се веселиме, а во суштина тагуваме. Тоа е затоа што сме го помешале духовното со материјалното. Затоа што душата треба да се весели на духовни блага, треба да се весели во Бог и постигнување во сферата на духовното. На душата не и треба палата. Не и треба храм Божи. Таа копне е по Бог. А ние и нудиме викендици, автомобили, јахти. На душата е потребна духовна, небесна храна. А ние се прејадуваме со скари, со печења, се прејадуваме и се препиваме. И се чудиме зошто не е задоволна, што ли уште и треба. На душата не и требаат накити од диаманто, злато, сребро, бисери. Душата сака да се кити со благодетите, односно добродетелите Божи. Сака да биде накитена со мир, со љубов, со воздржливост, со благосостојба, со верност и со кротост. Патот кон пронаоѓање на суштината и смислата на животот и она суштинско и вистинско задоволство за кој што секој човек, секоја душа копнее, не е преку повеќе консумирање и не е преку материјалното, туку преку богатење во Бога и богатење во духовното. Но како може човек да се богати во Бога и што тоа точно значи? Еве како човек може да се збогати во Бога и како спасително се користат материјалните средства, вели Свети Јован Златоуст. Преку употреба на нашите средства, кои што сме ги стекнале напорно и со сопствен труд, да покажеме дека имаме многу љубов Божја во нас. Преку љубовно служење, преку чувство и осет за другиот и преку грижа за ближниот. Добро е што богатиот сакаше да изгради дополнителни амбари и да го собере своето жито. Но во својата себичност и алчност заборави дека благословот треба да го подели со другите. Сакаш напорно да работиш и да овозможиш поквалитетен живот за себе и за целото твое семејство? Само напред. Сакаш да основаш компанија, да се прошириш, да вработиш многу луѓе? Господ нека те благослови. Само во целата таа животна трка, додека се качуваш нагоре,
Не заборавај и некој друг да подигнеш. Не заборавај да поделиш од благословот со кој и самиот си благословен. Богатиот од една страна се прелаже и влезе во замка дека материјалните средства ќе му понудат некакви си уживања и некаква си сигурност во животот. А од друга страна заборави дека човечкиот живот е краток и непредвидлив и дека порано или подоцна секој мора да се представи пред Бога. Токму затоа Христос му се обрати со зборовите: човеку, зошто кроиш такви планови? Не знаеш дека уште денески се преселиш во вечност. И со овие зборови Христос не сака да не исплаши, ниту пак да ни се закани. Туку да ни покаже дека порано или подоцна секој треба да застане пред живиот Бог. Како што материјалните блага се пропадливи и минливи, исто така и човечкото тело, бидејќи е материјално, е пропадливо и минливо. Никој не живее вечно. Порано или подоцна, ние се разбира би сакале да биде подоцна, човечкиот живот мора да заврши. Кога станува збор за крајот на животот, никој нема привилегии и за никого нема отстапки. И кога ова го знаеме, во човек би требало да се појави една понизност и скромност во животот. Гледайте како овој човек токму тоа го заборави. Заборави дека има крај и дека тој крај му доаѓа многу порано отколку што тој се надева. Ако го изгубиме осетот за реалноста и духовното го помешаме со материјалното, тогаш не ни останува многу избор, освен да притиснеме уште повеќе во материјалното. Наместо да помислиме дека животот е краток и дека потребно е да спечалиме и духовни блага, ние ќе се измачуваме исклучително со печалење на материјални средства, материјални добра и минливи пропадливи задоволства. Знаејќи дека уште малку ни останува, а посебно ако не сме задоволни со она што сме го постигнале, ќе се тркаме со времето и со луѓето и така во грч и анксиозност ќе го живееме остатокот на нашиот живот. Постојано ќе се споредуваме и ќе се мериме со другите, а се разбира секогаш ќе има некој или неколку кои што се подобри и повеќе постигнале од нас на материјален план. И тука е разочарувањето. Тука е незадоволството, анксиозноста и депресијата. Како контратеза на еден ваков себичен, алчен, саможивен и промашен живот, Господ Исус Христос ни нуди поинаков пат. Не подсетува на она што за сите е очигледно, но сите толку многу го игнорираме. Душата е дух и таа духовно треба да се згрижува. На душата дај го она што нејзе е потребно. Не палата, туку храм Божи. Не телесна храна, туку духовна храна Господ Исус Христос. Не скапи накити, туку благодетите на животот. Живеј, работи, уживај во полна смисла на зборот и не жали за тоа. Но гледај да не ги помешаш лонците со капаците. Гледај да не ги помешаш приоритетите во животот. Да не го помешаш духовното со материјалното. Не фокусирај се на материјално богатење и на материјални блага. Туку фокусирај се на богатење во Господ Исус Христос, нашиот Бог. Тогаш ќе ја најдеш смислата на животот. Тогаш ќе ја најдеш суштината и вистинското исполнување за кое што копне е секоја човечка душа. Благодата на нашиот Господ Исус Христос, љубовта на Бога Отца и заедницата со Светиот Дух нека бидат со сите вас.